Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада, а во нив ќе гледате. По 13 неуспешни тендери до крајот на годинава ќе се знае дали ќе има договор за изградба на хидроцентралата Чебрен. Трошоците за живот се зголемени за 19,8%, цените на мало за 15,4% во однос на минатата година. Расте забележан речиси кај сите производи за исхрана, за домување и за здравје. Четири лица повредени во тешка сообраќајна несреќа на регионалниот пат Мавровјанови-Дебар. По 13 неуспешни тендери до крајот на годинава ќе се знае дали ќе има договор за изградба на хидроцентралата Чебрен. Од Стопанската комора на Северозападна Македонија велат дека досегашното искуство е дека во земјава пропаднатите разни тендери обично се поради тоа што процедурите се многу долги. До крајот на годинава треба да се знае дали најновата понуда за изградба на хидроцентралата Чебрен на Црна река ќе заврши со договор. Досега 13 распишани тендери беа неуспешни. За идејата стара повеќе од 30 години, што би требало да и донесе сигурност на државава во снабдувањето со електрична енергија. Понудата евалуација е во тек. Уште немам извештај од комисијата која има членови од разни институции во држава. Тоа ќе биде предвидено да биде во средина на новембар или на крај на новембар. Ако има потреба, ќе се пролонгираме и рокот да биде евалуација како потребно. Очекуваме дека до крај на година најкасно ќе имаме извештај од комисијата, ќе презентирам на влада или ќе земеме став дека како е потребно или не. Ако тоа е подпишено до крај на година, мислам дека на крајот 23 година ќе може да почнеме со изградба на Чебрен. Што е битно тука да кажеме дека за жал во нашата држава ние сме имале неколки, овој 14-тиот тендер за Чебрен. За жал претходните процедури не биле успешни, но Чебрен е неопходна за државата. Ние сите сакаме да инвестираме на обливниви извори, енерги, но исто време без Чебрен, без балансирање на мрежата, Чебрен е предвидено да биде балансиран батеријата, на тоа нема да функционира стратегијата на државата. Но заради тоа, за жал, не бил успешен, заради тоа ние направиме се е потребно, ако е понуда како е потребно, да биде успешен и да биде изграден и во функција најкасно до 2030 година. Мендер Ескучи од Стопанската комора на Северозападна Македонија вели дека кога се работи за значајни инвестиции, треба да се тргне политиката настрана. За да се привлечат сериозни инвеститори, мора институциите да бидат поефикасни во спроведувањето на процедурите. Секогаш сум спомнал дека имаме ние ресурси, но немаме ресурсот политичари ни фали. Немаме здрави политичари кои што здраво знаат да размислуваат надвор од она што значи дневна политика. Токму тоа денеска ни се случува, токму тоа ни се случува и со пропаднатите разни тендери, кои што веројатно има причина зашто не се прифатени, односно не се и реализирани. Затоа што кај нас процедурите се малку подолги, сум има случај јас лично да привлекувам некој инвеститор кој што е озбилен, но озбилните луѓе бегаат од нас. Остануваат само тие кои што се спремни за договарања, преговарања и одоговлевчување на инвестициите, како што и не се случува до денеска. Кучи вели дека сериозните инвеститори ги оттргнува тоа што во земјава нема ефикасност во правниот систем и нема стабилност на владите. Доколку тој ги исполнува сите услови, има право на брзина да се жали, нека и на брзина да му се реши проблемот. Тоа кај нас не постои и нема да постои ни во блиска иднина. Значи, владењето на правот е број 1. Број 2 е стабилноста на владите кај нас. Односно, немањето стратегија според која тие се движат. Значи, и нивните програми кои што се економски, па не се одржливи, односно се краткотрајни. Во долг рок тие пропаѓаат. Инвестицијата во Чебрен би значила зголемување на домашното производство на електрична енергија, особено значајно во услови на енергетска криза.
Трошоците за живот се зголемени за 19,8%, цените на мало за 15,4% во однос на минатата година. Расте забележан речиси кај сите производи за исхрана, за домување и за здравје. Единствено намалување има индексот на трошоците во туризмот. Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на трошоците на живот во октомври 2022 година во споредба со октомври 2021 година бележи зголемување од 19,8%, а индексот на цените на мало бележи зголемување од 15,4%. Индексот на трошоците на живот во октомври годинава во однос на претходниот месец изнесува 101,4, а индексот на цените на мало изнесува 100,6. Пораст на индексите на трошоците на живот во октомври во споредба со претходниот месец е забележан кај свежиот и разладениот зеленчук, освен компирите и други коренести плодови, за 7,3%, млекото за 5,9%, сирењето и урдата за 5,7%, месото за 3,6%, прехрамбените производи 3,2%, рибата и морските плодови за 2,8%, лебот и житата за 1,8%, кафето, чајот, какаото за 1,4%, шеќерот, джемот, медот, чоколадата за 1,1%, виното 0,9%, соковите 0,5%. Во октомври исто така пораст на индексите на трошоците на живот е забележан и кај медицинските производи за 4,6%, другите услуги за опрема за сопствен превоз за 3,7%, цврстите горива за домаќинства за 3,4%, обувки, ресторани, кафулиња и слично за 1,6%, облека и други апарати, производи за лична хигиена 1,4%, медицинските услуги за 1,3% и други. Намалување на индексите на трошоците на живот во октомври во споредба со претходниот месец е забележано кај свежото и разладеното овошје за 3,6% и маслото и маснотиите за 0,8%. Во октомври исто така намалување на индексот на трошоците за живот е забележан кај услуги за сместување, туристички аранжмани, подни покривки, воздухопловниот патнички транспорт, градините, растенијата, резервни делови и слично. Лидерите на парламентарните политички партии на средба со председателот на владата Димитар Ковачевски. Поголемиот дел од нив ја прифатија поканата. Целта е да се отвори дискусија за европската иднина на земјава, но и за одлуките кои во наредниот период треба да се носат во собранието. Јас доаѓам денеска да искажам целосната поддршка на алтернатива за евроинтеграцијскиот процес. Нормално ќе разговарам и за нашиот предлог амандман за кој веќе знае јавноста, но нормално, како што кажавме при нашето појавување пред јавноста, ќе сакаме преку консенсуално действување сите партии да се договориме во однос на тоа. Мислам дека се работи за уставните промени, да се преведе подобро тоа, за деблокирање на процесот на интеграција на Македонија. Ова многу важна тема. Добра иницијатива, конструктивна. Се надевам со добар диалог ќе постигнеме договор. Иначе друг пат и друг начин немаме да го деблокираме, што се вика заувек, интеграцијскиот процес. Видете, мислам дека тие условувања никому не носат добро, бидејќи темата за денешната средба е европските интеграции на Македонија и да се обезбеди консенсус по тоа прашање. Не е тема на денешната средба, предвремени парламентарни избори. Наназад со месеци, јас би рекла со години, бидејќи ова барање на опозицијата за предвремени избори практично датира уште веднаш по парламентарните избори 2020. Да упатиме заедничка силна порака до Бугарија, до државна политичка врв Бугарија, да ги признаат македонците како национална припадност и да ги признаат да можат да ги остваруваат практично сите своји права. Македонците да имаат право да се здружуваат, да формираат културни клубови, други здруженија, асоциации, вклучително да можат да формираат и политички партии. Тоа значи асоциации преку кои можат да ги негуваат своите национални обележја.
Ограничените капацитети на институциите се причина за намаленото откривање и сузбивање на корупцијата во нашата држава, а токму неказнивоста на корупцијата придонесува за поголем број случаи на истата, истакна членот на Државната комисија за спречување на корупција Владимир Георгиев. Па тоа, знаете, пред се зависи од самите институции, но и од поддршката што добиваат пред се да си ги исполнат своите надежности согласно закон. Во насока на тоа, ова значи да им се овозможат капацитети соодветни, сега еве слушаме дека и самото обвинителство нема доволни капацитети, нити материјални, нити финансиски, но нити човечки ресурси. Кога сето тоа ќе се постигне, кога институциите надлежни за репресија, значи реактивниот пристап, ќе го имаат својот капацитет, тогаш ќе може да говориме дали навистина постои волја или не за борба против корупција. До тогаш, знаете, со ограничени капацитети, јас верувам дека и потешко се исполнуваат својата надлежност. Па сигурно многу влијае, тоа е дефинитивно, знаете и сами, доскоро има изјави од меѓународни представници дека кај нас се уште постои неказнивост на корупцијата и токму и тоа може да биде дополнителен мотив кон оние што би сакале, нели, да се вклучат во едно такво незаконско действување, да се осеќаат посигурни во она што го прават. Во смисол по безбедни дека нема да бидат откриени, а и доколку бидат откриени дека нема да бидат соодветно казнати, но аз секогаш велам и мора да им се конфискува она што го стекнале со корупција. 4 лица повредени во тешка сообраќајна несреќа на регионалниот пат Мавровјанови-Дебар. Поради сомнение за извршена тешка кражба приведен 26 годишен гостиварец. Од СВР Тетово информираат и дека во текот на изминатиот месец на поширокото тетовско подрачје биле регистрирани 60 сообраќајни несреќи или 11 помалку од истиот период лани. Вчера во 13 часот во СВР Тетово пријавено е дека на регионалниот пат Мавровјанови-Дебар пред Скудрински мост патничко моторно возило Мицубиши Пајеро со гостиварски регистарски ознаки, управувано од 65 годишнико долнореканско требиште, излетало од коловозот. Во несреќата 62 годишна сопатничка се здобила со тешки телесни повреди, а другите две сопатнички телесни повреди констатирани во гостиварската општа болница Ферит Мурат. На местото на несреќата увид извршила екипа од Оделението за внатрешни работи Гостивар. Полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, вчера околу 17 часот на улица Маре Угринова во Гостивар лишиле од слобода 26 годишен гостиварец поради сомнение дека извршил тешка кражба во трговски објект на улица Гоце Делчев во Гостивар, собственост на 44 годишен гостиварец и при тоа одзел повеќе производи. Тој е задржан во полициската станица Гостивар и по целосно документирање на случајот ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Во текот на октомври годинава, на поширокото тетовско подрачје, регистрирани се вкупно 60 сообраќајни несреќи, или 11 помалку во споредба со истиот минатогодишен период. Покрај ова намален е и бројот на повредени лица, а посебно храбрува фактот дека во овој период нема човечки жртви, наспроти 2 лани. Најчести причини за октомвриските несреќи биле неприлагодена брзина според условите на патот, неправилно вршење на действија и непочитување првенство. Минатиот месец пак вкупно биле изречени 725 мерки за неприлагодена брзина, 91 мерка за непрописно пристигнување и 40 за недавање предност на пешаци.
Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!